Љубовски, добро вечер! Добро вечер на сите вас кои се одваживте да дојдете овде и да се приклучите кон маршот на слободата. Честопати сам на себе си го поставам прашањето. Што се случува со Македонија? Каде оди таа? Го допрели дното? Понекогаш и самиот на себе не можам да се одговорам. Дали правилно сум постапил? Дали и јас, како и многу други мои сограѓани, не требаше да си го барам чарето некаде во тугина? Но сето ова е во одредени моменти, во моменти на наплив на негативни емоции. Во истиот момент ми доаѓа одговорот: зарем и ти, Здравко Коцев, кој што цел живот си во некаква борба, дали спортска, дали животна, зарем и ти ке се откажеш, ке го земеш бугарскиот пасош и ке заминеш некаде? И ти ли ке се предадеш без борба? Тоа ли е сонот на илјадници македонци, на стотици штипјани? Драги пријатели, зошто сме собрани овде оваа вечер? Зошто на ова ладно време сме тука во толков голем број? Каква ли мака не натера? Штипјани, Груевски не натера, ВМРО ДПМН не натера, тиранијата не натера. Зарем на Груевски ќе му ја оставиме Македонија да ја распарчува, разграбува, тероризира? Зарем Штип ќе го оставиме на нив? Не, тоа нема да го дозволиме, па ако треба, последно нека ни биде. Каде отиде Штип? Пред известно време еден познат штипски новинар во еден вестник напиша: развојот на Штип во иднина ќе се мери од пред доаѓањето на Зоранчо Алексов за градоначалник и после тоа. Драги сограѓани, што се случи во времето на Зоранчо? По што ќе го мериме? Дали се изградија патишта? Дали се изградија индустријски погони, водовод, канализација? Дали се подобри хигиената, образованието? ВМРО ДПМН даде еден куп лажни, нереални ветувања, а градот тоне ли тоне? Замислете, градот на текстилот да остане без текстилното училиште. Погледнете го плоштадот, кружниот тек, погледнете ја реката Отиње со платформите. Потрошија 48 милиони евра за овие 4 години. Зема еден куп кредити и што направија? Што направи ВМРО ДПМН за Штип? Тие не дојдоа да градат, тие дојдоа да разградуват. Фрлија мерак на спортскиот терен Джексон, на јајата, на градскиот стадион, на печурските, на градскиот пазар. И што ќе прават? Фабрики ли? Ќе прават згради, ќе прават профит, ќе се збогатуваат. По тоа ли, драг мој пријател новинар, ќе се мери времето на Зоранчо Алексов како градоначалник? Почитувани сограѓани, многу наши сопартици, наши подржувачи во овие изминати 7 години откако ВМРО ДПМН е на власт се изложени на невидени тортури. Ако не слушаш, ќе го изгубиш работното место. Ако им дадеш струја на комуњарите за протестите, ќе ти влезе ујапа во дуќан. Штип не го давале, ако требало крв до колена ќе пролеале. Сакам од ова место да им порачам: не ви се плашиме,
Немој да мислите дека ви се плашиме. Гледајте колку народ се собра ова вечер во Штип. Секој ден не има се повеќе и повеќе. Само да знаете, ќе дојде денот, ќе мора да ја платите сметката, ќе мора да одговорите за зулумите што ги правите врз народот. Тогаш, што ќе одговорите? Па знаеш, морав, имам фамилија. Па ние што имаме, бе? Што чуваме ние дома? Ние имаме ли деца? Имаме ли фамилии? Тогаш да знаете, прочка нема. Нема портокали. Нема просување. Нема просување, посебно на оние што не изладува. Драги мои сограѓани, нашата цел е јасна. Јасна и гласна. Да ги снема овие фашисти од Штип. Да ги снема овие фашисти од Македонија. Да ги снема и после тоа народот да им суди. Одиме до крај. Враќање назад нема. Одиме до конечна слобода. Да живее Штип. Да живее Македонија.